Во источниот регион не престанува да гори веќе еден месец. Огнените стихии пеплосаа над 1000 хектари само во атарите на Кочани и Карбинци. Пламените јазици проголтаа борови шуми стари 30 години. Лозија не ожнеа ни ниви со житарици, но испишаа и човечки судбини. Семејството Гребенакови остана без ништо. Се она што го создавале со години го изгубија преку ноќ. Нивниот бизнис со екзотично овошје и викенд куќата во која живееја сега е целосно уништена. Они беа целите изгубени, они се у шок. Они онака са нели малце у депресија и психички болни. Ово беше сега страшен шок за нив. Имам ги ставено кај роднини, среќа што ние имаме стан у Скопје и можеме да се вратиме у Скопје, ама ни мажу ми ни син ми сакат да се вратат у Скопје, затоа што нив им е подобро тука да живеат. И мажу ми дури плакаше, зашо вика ќе ме враќаш у Скопје. Викам нема тука кај да живеем. Нанесена е голема материјална штета. Општина Карбинци веќе формира комисија која треба да ја утврди висината на штетите. Како општина, формиравме комисија, откако ќе биде изготвен извештајот, ќе иде на советот, како ќе го усвоиме на советот, ќе видиме за колку сума станува број, која е висината. Инаку ние како општина Карбинци од општинскиот буџет се уште немаме предвидено штета за овој дел. Честите пожари ги истоштија пожарникарите. Екипите кои се далеку под законскиот минимум дневно гасат и по 3 пожари, најчесто предизвикани од запалени страништа. Најалармантна е состојбата во Кочанската противпожарна служба. На располагање имаат само 17, иако според закон треба да се 31 пожарникар. Сакам да упатам апел до граѓаните на општина Кочани, како и на општините Чешиново, Облешево и Зрновци, за крајна внимателност кога одат низ полето, да не ги палат страништата, бидејќи сега имаме овие денови високи температури и се соочуваме со секојдневни пожари 3 до 4. Трошиме огромни ресурси, како финансиски, така и човечки, и каде и да е, можеме со овакво темпо, ако продолжиме, можеме да очекуваме и поголеми опасни последици. Излез од ситуацијата, градоначалниците гледаат во формирање на доброволни противпожарни друштва. Во меѓувреме полицијата се уште ги утврдува причините за големите пожари. Местното население се сомнева дека двата пожари во Карбинци се предизвикани од оголените кабли или трафостаницата што се наоѓа во нивна близина. Додека за големиот пожар што 48 часа беснееше над Кочани се претпоставува дека е подметнат.